Во наредниот период од 6 до 7 дена не очекува драстична промена на времето, поради наидување на поларен бран од Сибир. Овој бран ќе започне денес попладне, ќе ги зафати северно-западните делови и западните делови на Македонија. Ќе започне со дожд, а ќе следи и снег на повисоките места. Не е исклучена ниту опасната појава на леден дожд. Ова го покажуваат прогнозите на Европскиот центар за краткорочна прогноза и Синоптичкиот центар на Управата за хидрометеоролошки работи на Република Македонија. Предупредувањето оди во правец на тоа да граѓаните бидат подготвени за еден период на, да не кажеме поларни студови, но драстична промена на температурата. Веќе во четврток падањето на снег ќе достигне одредени количини кои што ќе можат буквално да направат сериозна промена во временските прилики и исто така ќе биде зафатена целата територија на Република Македонија. На повисоките места тој снег ќе биде и до 50 сантиметри, додека на пониските ќе се движи некаде до 25 сантиметри, ќе дува студен ветер од северозападен правец и температурите нагло ќе паднат сериозно испод нулата, така да во периодот петок, сабота, недела не очекуваат дури дневни температури од минус 10, а ноќните ќе одат и до минус 22. По денешната седница на Координативното тело за справување со кризи од УХМР предупредуваа дека граѓаните треба сериозно да ја земат предвид прогнозата при планирање на патувањата за божикните празници, затоа што снегот во комбинација со ниските температури може да донесе сериозни непријатности и последици. Службите на јавното предпријатие Македонија Пат се распоредени на 37 пунктови на цела територија на Македонија и деноноќно ќе дежураат. Нашите екипи опремени со специјална опрема и абразивни материјали кои се во тие пунктови во доволна количина, не значи дека во вонредни услови, како што се предвидуваат од метеоролозите, дека сообраќајот би се одржувал као по суви коловози. Значи, апелираме и ние од страна на јавното предпријатие Македонија Пат, сите учесници во сообраќајот да бидат опремени со зимска дополнителна опрема, а посебно апелираме до тешките товарни возила да без зимска опрема или неспремни да не тргнуваат на пат, бидејќи тие се голема пречка при вакви временски неповолности или во зимски услови кои се очекуваат да бидат екстремни.